Денес сте гости во Апикомора Спасова Тлипушев. Тоа е една дрвена куќарка наменета за да се инхалира од кошниците од пчелите. Значи служи за инхалација на сето она што го има во самата кошница. Во самата кошница, бидејќи ова се активни пчели кои што работат, значи собират од надвор полен, собират прополи, значи обично есенско време, потоа нектарот кој што го собираат од цветовите и го создаваат медот. Исто така имаме восок, матичен млеч, значи функционира целата заедница како една целина, да кажеме, и сето тоа допринесува при самото втишување од инхалаторите да го внесеме во нашиот организам и позитивно делува на здравјето на самите луѓе. Како се врши инхалација од пчелната кошница? Значи внатре во самата кошница имаме мед, полен, прополис, матичен млеч, восок кој што е поставен, значи самите пчели го собираат и го има во самата кошница. Преку вклучувањето на овој инхалатор се врши вдишување, да кажеме, на овие аеросоли кои што се ослободуваат од самите овие елементи кои што ги кажав, и тие одат во белите дробови, во алвеолите, каде што се врши размена на сите овие елементи. Значи тие се спојуваат со црвените крвни срнца и достасуваат до секој дел од нашиот организам. Затоа велиме дека апиинхалацијата, значи делува одма. Не треба посебно време да помине за да се разложи или да стигне до одредено место, туку преку самото вдишување, значи оди директно во крвта и до секој дел од организмот. Значи се препорачува за сите луѓе, да кажеме првенствено деца од 3 години нагоре, бидејќи до 3 години не се препорачува прополисот, например, да се консумира кај малите дечиња, бидејќи може да јави некаква алерген да биде, но од 3 години нагоре, значи може да ги користат сите луѓе, само не се препорачува за луѓе кои што се епилептичари. Инаку за сите други е препорачано од 3 па до 103 години. Се препорачуваат 5 до 10 третмана да се направат. Може да се прават 5 третмани последователно ден за ден, се прави пауза од 2-3 дена и се прават уште 5 терапии, или може евентуално преку еден ден да се прават, но од 10 терапии е пожелно, да кажеме, секој граѓанин да може да си дозволе да си го прочисти самиот организам. Апикомората Спасова Тлипушев работи од 2023 година, значи 3 години веќе. Поред оваа година ја отвараме сезоната од 15 април па натаму. И тоа да кажам дека апиинхалациите, значи се изведуваат во период кога пчелната заедница е најактивна, значи април, мај, кога најмногу внесува полен, се она што е за развој на самата пчелна заедница, се до октомври. Значи зимскиот период е во мирување, бидејќи и самите пчели не треба да се вознемируваат зимскиот период, бидејќи остануваат пчели кои што треба да ја преминат целата зима, за напролет да се создадат новите пчели кои што се со по краток век на живење, да кажеме по 40-50 дена. Јас сум лиценциран апитерапевт. Одев на обука во Белград, следев, значи 3-4 месеци обука за апитерапевт. Таму имавме изврсни доктори, професори кои што ни изучуваат, значи како делуваат сите пчелни производи на одредени болести, од костозглобен систем, од кардиоваскуларен, од дигестивен систем, значи сите можни области од човековото тело беа офатени и беа проучени на тие предавања. Навистина корисно, значи корисен курс, да кажеме, обука која што работи како сертифициран обучувач за Академија за апитерапија и пчеларство од Србија. Овде имаме 4 пчелни семејства со 4 инхалатори, значи тоа е капацитетот.
нормално, нели, луѓето доаѓаат, термините се закажуваат спрема можноста на клиентите, така функционираме во тој смер. Значи, од секогаш се бавиме со пчеларство. Мојот татко уште од 77 година ја има земено првата пчела, годината кога сум и јас родена. Така да, значи од секогаш се бавиме со пчеларство и како минува времето, нели, сум растела со пчелите и нормално дека љубовта према пчелите ја имам стекнато, вродено да кажеме. Сега како минува времето, нели, се следат новите технологии, новите правци, па така пред некоја година, пред некоја 10-15 години, веќе, нели, почнав да осознавам и за оваа апи инхалација и повеќе да се интересирам за тоа. И имав една обука која што ја следев за жени предприемачи, Академија за жени предприемачи, во која што токму главната цел беше да се изрази, да кажеме, желбата, односно да се каже која е целта или бизнис кој што би сакала една жена да го започне, и мојата идеја беше токму изработката на апикомора. И така после тоа ја изградивме апикомората, последуваше обука за апитерапевт во Србија и така во склоп на 1-2 години еве се оформи целата оваа приказна. Пчелните производи, значи имаме ливадски мед, некогаш сме произведували и планински мед, но сега е само ливадски. Имаме комбинација од мед со други производи, например со јаткасти производи и со 4 врсти на семиња. Тоа е многу убава енергетска бомба, здраво за јадење. Понатаму правам комбинација од мед, полен и прополис, исто така многу пожилно за виталност, за здравје и за енергија на самиот човек. Правам за дечињата комбинација од сушено овошје, значи боровница, малина, портокал, лимон и така, за да не е многу тежок, да кажеме, вкусот само на мед, во комбинација со сушено овошје, нешто многу убаво и добитно за самите дечиња. Друго што се произведува прополис капки, раствор, кој што, нели, прополисот е најдобар природен антибиотик и е нешто ненадминливо за грипови, вируси и разни други инфекции, така да во зимскиот период, значи, се препорачува сите да го користат прополис капки за превенција, едноставно од секакви вируси. Исто така изработувам креми на база на прополис, восок и маслиново улје, кој што се користи за надворешна употреба, мислам за кожа, за изгореници, рани, за афти може, за херпес, дури го земат многу луѓе за хемороиди. Исто така изработувам и маст од темја, кој што се користи за утоплување на зглобовите, значи за артритис и така. Конкретно овој производ, мед со полен и прополис, е посебно добар за машкото здравје, значи луѓе кои што имат проблем со импотенција, со неплодност, во стари години, нели, се јавува кај машките обично проблем со простатата, пожилно е да се конзумира поленот како допуна, да кажеме, за подобрување на самото машко здравје. Па изминативе години, еве, најпрво во Тузла, еве, за квалитетна мед имам пратено. Потоа во Академија за пчеларство исто така имам пратено во 2024 година, исто така златен пехар. Ланската година во Девојачки бунар во Србија пратив, значи така, секоја година ќе праќам само на по едно место, за да се докаже квалитетот на медот, бидејќи мислам дека нема потреба на повеќе места да се испраќа. Доволно е една потврда за квалитетот што го нудиме. Така, имам Facebook страна Апикомора Спасов од Липушев, таму е запишан и мојот број, значи може комотно да пишуват се што ги интересира. На таа страна споделувам се што е поврзано со пчеларството. Обично нашите производи ги земат од дома, бидејќи повеќе од 40 години сме пчелари и луѓето не знаат како пчеларска фамилија и не излегуваме на пазар, ама кога има некакви саеми, промоции, секако сме дел од тоа, бидејќи мислам дека, нели, промоцијата е многу важна за да се промовира самиот пчелар, па и самите луѓе да се запознаат со благодетите на пчелните производи. Веќе 2 години функционира
пчеларското здружение Радовишка пчела, во кое што сум и основач и јас. И доста сме активни, значи многу убава соработка има меѓу самите пчелари и всушност тоа ни е желбата да се здружиме повеќе, бидејќи колку повеќе знаеме и колку повеќе споделуваме информации, нели можеме понапред да одиме. Така да соработуваме со многу пчеларски здруженија од Македонија. Пред 2 недели бевме на посета во Словенија, едукативна пчеларска посета во која што навистина прекрасно си поминовме и има што да научиме од словенското пчеларство. И не случајно во Словенија се наоѓа и Европската пчеларска асоциација, значи тие се, можам да кажам, број 1 за пчеларството во Европа па и во светот. Има напредок во пчеларството и нормално дека ќе има, бидејќи колку повеќе работите со пчелата, толку повеќе ја засакувате. Значи гледате сите нејзини работи, сето тоа што го дава пчелата е полесно за човекот. Значи се што ствара пчелата, почнувајќи од опрашувањето, значи влијае на биодиверситетот, нели, на самата животна средина, па сите продукти што ги дава, и полен, и прополис, матичен млеч, перга, апитоксин, значи сето тоа може да се применува за подобрување на животот на луѓето, односно да се подобри самиот стил на живење.